За разлика од минатиот пат, кога не пречекаа со солзи, овој пат во семејството Билјали атмосферата беше поинаква. Не пречекаа со насмевки и прегратки. Сторијата на ТВ21 за нивната лоша состојба објавено во вторникот допре до срцата и свеста на илјадници луѓе од целиот регион, кои веднаш им подадоа рака за помош. Домаќинката Илдие Билјали вели дека помошта главно стига од земјава, но и од Косово и од Албанија, дел и од странство. Според неа, за само 48 часа по објавата на сторијата собрани се пари колку за половина стан. Од денот на објавата на веста сме добиле доста помош. Благодарно за сите за помошта, ни донесоа и храна и пари. Киријата за станот и струјата се платени. Им заблагодарувам на сите за помошта, но и на вас ви се заблагодарувам многу. Уште половина од парите што ги собравме треба да се соберат за да може да си купиме стан. Станот во кој што живееме сега чини 52.000 евра. Малсоре Билјали, 11 годишна керка на Илди и Решат, сега вели дека веќе не се чувствува различна од другите. Денеска се чувствувам еднаква со моите другарки. Сега веќе имам половина од нештата што ги имаат моите другарки и многу сум задоволна со ова. Домаќинот, таткото Решит Билјали, не може да ја сокрие изненаденоста од хуманоста на луѓето и големата помош која го разведри нивниот дом. И тој им се заблагодари на сите хумани луѓе, велејќи дека никогаш во животот не бил посреќен и порадосен. Им се заблагодарувам на сите кои што ми помогнаа. Никогаш не се случило некој да ми помогне на ваков начин и сум неизмерно збунет и радосен. Премногу сум среќен и радосен за помошта која што ни пристигна од ваша страна. Денеска фриждерот на семејството Билјали беше преполн, за разлика од пред 2 дена кога ТВ21 го посети семејството. За изненадувачки кус со време животот на семејството Билјали сосема се промени. Со помошта од луѓето, Илдие и Решат, двајцата невработени и нивните 3 деца се надеваат дека ќе излезат на крај и конечно ќе обезбедат покрив над главата. Другото, веруваат, ќе оди полесно.